градот Скопје во соработка со Министерството за здравство, еве веќе месец и пол, два скоро сме присутни во кампусот на клиничкиот центар и веќе се сериозно видливи измените кои што се инфраструктурно направени овдека, освен посебниот влез за влез на возила на итната помош, се изработи нов влез горе кај инфективната клиника, се шират влезовите за кај стоматолошката клиника и очекувам, веќе работиме на проширување на Белградска улица, таа горе што ди над клиничкиот центар, од каде што кај кардиологија ќе изработиме еден четврт сушност влез, со што во целост ќе го олесниме влегувањето и излегувањето од клиничкиот центар, за да не настанува хаосот кој што ни се случуваше и на Водњанска, меѓутоа и на самиот влез во клинички центар. Значајно за мене е да истакнеме дека градот Скопје во соработка со Министерството за здравство, оделението на Министерството за здравство, дозволете ми јавно да заблагодарам на тие благородни луѓе, на тие посветени луѓе и од градот и од Министерството кои што еве 2 месеци се овдека присутни. Изработивме проект кој што ќе овозможи 3 вида на сообраќај низ кампусот на клиничкиот центар, болничкиот, издвоен од пешачкиот и од автомобилскиот. Што значи нема да ни се случува веќе ради тротоар да не може болничка количка или болнички кревет да помине, го правиме целосно да биде со едни современи стандарди. Битно е да се каже дека со целосното завршување јас очекувам дека за некаде една недела целосно ќе излеземе од срцето, од јадрото на клиничкиот центар. Веќе присуствувате на новиот паркинг кај што беше дупката пред гинекологија. Капацитетот за паркирање на клиничкиот центар ќе го зголемиме од досегашните 6000 метри квадратни на 20.000 метри квадратни, што значи на некој начин ќе се триплира капацитетот на центарот, со што ќе возможиме фактички апсолутен нов еден квалитет во функционирањето на овој кампус се до изградба на новиот клинички центар.